Пред се, мило ми што сум тука, не сум Стефан Митров. Имам спремна презентација, ама мислам дека за говори за мотивациона, мислам дека не е потребно само да се каже за мојата, мислам за мојот успех и за мојата компанија. Сакам да почнам со тоа што како секој обичен студент на почетокот пробав да се станам со све во таа сфера. Почнав со видеомонтажа, како волонтер на Браќа Манаки. Исто така моето патешествие ме унесе да сакам да снимам филмови, но како што кажа со лимитот на, мислам и на буџет се разбира, ми беше потребна камера. Затоа да бев како инспириран мојот ментор да почнам 3D. Пред се сакам да кажам 3D-то во мојот живот сега моментално се. Имам основана академија M3DS академијата за 3D Game Design, основано Xpen, што за графички таблети, и исто така председател на iKnow. iKnow е организација за развој на IT технологијата во Република Македонија. Преку таа организација организираме евенти како што се за развој на IT технологијата. Со тоа сакавме да основаме таа, да кажам, организација чисто да малце да го поттикнеме IT општеството, зашто стварно тука на некој начин имаме доста големи таленти кои ја напуштаат државата. Нити тоа што нема услови, туку нема квалитетни проекти. Тоа малце сакам од таа страна исто така да разговарам. Почетокот на целокупната академија, поентата беше ние да нешто не само да бидеме академија најдобра на овие простори, туку и на глобално ниво. Затоа нашиот поттик беше цело време да направиме нешто што никој го нема направено. И затоа почнавме од една барака ваljda некој го знае на селата Порта Влајле во Влај. Во тие уличките почнавме од таму, што беше најинтересна работа, што беше една обична соба која беше за жал и мојот дом. Таму почна првиот клас 1. Со тоа што беше многу, да кажеме, како авторизиран тренинг центар да биде во една соба, тоа беше малце мизерно, зашто бевме 3 авторизирани тренинг центри во Македонија и затоа моравме да се преселиме во поголеми простори, каде што таму избројавме до отприлика 40 студенти и сега се пренасочивме на тој момент беше прашањето идеме се напред, но што е проблемот, например, доколку ја гледаме конкуренцијата или го гледаме да го кажам, наштетување на идентично на една и друга компанија, со тоа што ние го губиме на некој начин фокусот да идеме како самите напред или пак да може и самата компанија да иде напред. Значи, кога ќе имате некој, да кажам, стартап, не може никој да каже дека е основач на компанија. Не може да каже дека јас сум, не знам, CEO или нешто. Таа е компанија каде што мора вашите вработени или моите вработени, да ги наречам, пријатели ги да рекам, бидејќи се што имам достигнато до сега е според успехот на моите, да ги наречам, пријатели, студенти и се, зашто го делиме заеднички тој успех и секој има свој дел во тоа. Доколку они не беа, јас немаше бидам тука, затоа да мислам дека најголемиот дел и благодарност е до нив, без разлика што јас сум, да кажам, се нарекувам лидер, но некој пат и лидерот има проблеми во тоа. Да остане на таа трака, да биде не само сам свој успешен, зашто јас, например, мојата кариера веќе почна како фриленсер. Сега сум ме прогласил за најдобар фриленсер во 3D областа на глобално ниво, зашто имам до сега изработено над, не знам, 180 проекти за исто така најуспешен проект ми е да работам на автопатите на Дубај за Експо 2020. Нешто како слично Скопје 2014, но не баш слично Скопје. Малце, нема. Секој си имал свој почеток, значи ја не се срам да кажам дека сум работел како точкар, што ми било тоа, не знам, како кажам, љубов спрема точаците, бидејќи за 2015 година имав извозено 15.000 км низ целиот Балкан, а сега дури имам извозено 300-400. Тоа сакам кажам дека и како основач имам некои работи што морам да ги жртвувам за да достигнете до целта, да го фокусирам моето целокупно време и сила во академијата. За некој што не знае што правам јас во M3DS е фактички 24/7. Тоа ми е фактички како што напоменав на успехот дека ми е моето дете и јас морам да го насочам кон вистинскиот пат. Затоа секој пат не мора да значи дека како да се наведам како успешен, зашто никој пат не можам да си го прифатам тоа. Кажам дека успехот на некој е само да го прави тоа што го сака, да, али пак забораваме целта. Значи јас сакам да го правам 3D-то, да, но кога ќе видам некој проект што е, например, да правиш гумени бомбони за некоја компанија, онака се викаш ти правиш вселенски бродови или пак некои пофантастични проекти, затоа да целокупниот процес што го работите на работата не мора да значи дека треба да го сакате. Како вчера што напомена можеби Мичо,
доста имаше они се уступал фриленсери, еден од најуспешните Миломе што се работуваме, еден со други сме пријатели. Можам да кажам дека кога ќе поставите целта, мора да си жртвувате многу работи од себе си и мора да донесете одлуки. За жал, јас не ќе да сум основа, чисто да кажам. Зашто имам донесено одлуки што ме натерале да изгубим пријателство. Затоа да не секој пат основачот или пак CEO тој што е дека е најуспешен, воглавно на некој начин мора да кажеме дека тоа што го правите мора да ве донесе до некој момент каде што луѓето треба да ве ценат тоа што го правите. Зашто јас, например, кога правам со организациите, имаме од 2016 организираме евенти кои што имавме обучено 120 лица во 3D game дизајнот, каде што беше огромен поттик за IT општеството. 2017 220 и оваа година има обучено над 400 лица. Што беше тие се бесплатни настани каде што ги воведуваме во 3D game дизајнот, чисто да видат луѓето дали се пронаѓаат во таа сфера. Затоа многу ми мило што најчесто се млади, тоа ми е многу мило, што колку поише идеш на, да кажам, на некои такви организации што се евенти, макар и да се плаќаат, убаво да се отиде да слушате некоја инспирација или пак да се пронајдете во тоа општество. Ако ќе се пронајдете во тоа општество, гледате да видите дали сте вие за тој сегмент. Јас, например, се пронајдов во 3D-то, но доаѓа до момент каде што зашто е основа академијата. Моето едно, кога ќе ме прашаат тоа прашање многу често, искрено да кажам, немам што да правам, но. Исто така најголем поттик ми беше да го сменам образовниот систем во Република Македонија. Со тоа што ние моментално обучуваме средношколци, во средните школа гледаме колку што максимум средношколци да ги обучиме, но гледаме исто така да ги запознаеме. Колку е поголема бројката, тоа значи дека повеќе луѓе ќе видат дали ќе се за тоа или за да не се тоа. Никој пат, значи, доколку има бесплатен настан, што е релативно многу промотивно кај нас, исто тоа го правиме ние, ќе гледаме колку ние може да дадеме целокупната сила да присуствуваме на тие настани зашто се многу битни, дали е за кодирање, макар и да не сте кодер, не се пронаѓате, пак ќе запознаете некој пријател што ќе си го зголемите општеството. Например, јас бев на еден настан каде што беше за правење апликација за некој, мислам за Израел за евреите, и случајно запознат студент таму каде што моментално е фул стипендиран зашто дава се од себе во интерес и е дел од интерес. Сум запознал премногу луѓе што биле на пример на гейм джемовите. Исто така оваа година ми беше мило да видам дека 70-80% од учесниците се наши студенти и исто така од нашите настани. Затоа сме направиле некој поттик за тоа IT општество и гледаме да добиеме некој придонес од тоа и да доделиме придонес на младите. Зашто најчесто кога речеш сите имаат избегано тука. Има како што реков на почетокот, има некој проблем каде што нема доволно квалитетни проекти за да се платат тие експерти. Затоа најчесто тие IT експерти бегаат од нашата држава, али пак една мотивација за нив ми е да го споделам нивното, кажам, знаење за да може да има обрт на квалитетни, да кажам, не млади, туку и да кажам програмери, 3D артисти што и да е во секоја која било бранша. И затоа најчесто кога ќе речете немаме никакви искусни, затоа што едните што се најискусни што се избореле до тој врв, не го споделиле своето знаење на помладите генерации и затоа веќе немаме тој обрт и затоа секој пат ќе бидеме на едно тапкање моментално и затоа јас се одлучив да не ја напуштам државата, иако имав многу добра понуда да ја искочам тука. Да, секој не е мотивација да кажеме да искочиме тука, но на некој начин секој пат ќе се речем дека ова е моето општество, бидејќи сум патувал скоро на секаде низ светот. Гледам дека тука ми е некој начин како поише од дом. Таму не се чувствувам како дом, тука сум израснал и тука ми е се. Се надевам дека донесов квалитетни проекти кај нас во нашата академија и колку што можам нашите, кажам, студенти им ги споделуваме тие проекти чисто да видат како се работи на вистински проекти. Оваа година тука не како кажам како премиера можам да објавам што организираме за 2019 Intricom, каде што сме во соработка со Sony Pictures, Pixar, DreamWorks, што ги донесеме тука што никој го нема направено тоа на Балканот. Иако тоа е многу тешко да допреш до тие компанија, па не да ги донесеш тука, зашто да кажеме дека име 40 сата лети треба тука да бидат само 2 сата како говорници. Но исто така они беа многу позитивни за тоа што рекол дека можеме на младите да им кажеме до кај сме ние
и дока и застанале. Затоа да исто и они се на некој начин поминали низ тој процес каде што треба да бидат и малце они да дадат нешто за општеството за да може да се направи. Исто така се работи за нивниот легаси. А сега како наша цел како академија, наша мотив ќе ни биде колку што може ние да работиме за донесеме нови технологии и да можеме нашите студенти и било кој од останатите, значи нема потреба да кажам и во M3DS да може да ги искористат. Пример, на нашите настани целокупно, значи нашата опрема е споделена за да може да искористат, што е многу битна работа. Со тоа што на некој начин им даваме можност на младите да се запознаат со тоа и да им даваме мотив да направат уште нешто поише од нас. Секој пат кога имате некоја конкуренција, гледате си да се борите едни спрема други за да може да го направите двајцата, а не да се уназадите. Затоа така како основач, како што кажав, морав да скратам многу дел од работите, за да можам да достигнам толкова успех за мојата академија и како што кажав 15 км оваа година 300 км. Сум се борел 5 години активно, сега воопшто не сум отишол на тренинг. И многу ред други работи. Да кажам, мојата цел моментално е колку што може ново исто така наша настана IT научна 2019 да може да обучиме максимум луѓе кои од вас се заинтересирани секако може да присуствува, да видите како се случува, како се изработуваат филмови или игри и да бидете дел од тоа IT општество или пак да се пронајдете или да не се пронајдете во тоа. Со тоа што ќе ви биде една минус бранша во вашиот лист за да може да се пронајдете. Ке ми рече некој до вчера беше точкар, а сега моментално си основач на академија. Со тоа што многу ми е голема благодарност, како што кажав, до моите студенти и исто така до моите ментори што ме насочено на оваа бранша, со тоа што исто така се они, како кажам, го фатија ракот од државата за жал, но сепак гледам дека има некој мрднување со тоа што многу IT компании се покажа во нашата република и исто така се потикна, да кажам, платите на нив, со тоа што ги почна да ги ценат експертите. За крај сакам да кажам дека мило ми е што бев говорник тука пред се. Исто така сакам да кажам на младите доколку има некакви, да кажам, сака да споделат некоја приказна и со нас или сака да направат нешто со нас, секогаш сме отворени со секоја можна вкупна соработка со тоа што, како што кажам, нашето мото се младите и нашите студенти се нашето портфолио. Затоа да мислам дека тука сакам да завршам и благодарам.